му дал документ. Стеван Јосифовски од Прилеп во 2015 година е фатен од полицијата со нелегално пресечени дрва. Во своето возило Опел Аскона кое што го купил од соседот Киро Танев, но кое што формално се уште не било префрлено на негово име. Возилото потоа му се одзема и стои на плацот на ЈП Црнбор, каде се чуваат ваквите одземени возила. За тоа му даваат и потврда дека возилото е одземено. По 2 години на преминот Плетвар во 2017 се случува сообраќајна несреќа во која загинува лице кое што возело исто Опел Аскона со таблиците од возилото на Јосифовски. Останува нејасно дали се украдени само таблиците или станува збор за истото возило, само сега во друга боја. На соседот потоа му стигнува опомена пред тужба и тука започнуваат апсурдите. Значи полицајецот е должен да провери дали се таблиците со број на шасија дали пасува. Значи бев и во полицијата во Прилеп. Го повикаа полицајецот, така работи, ми вика. Значи колеги негови во сообраќај што се на увидна шода, вика смешно е ова што ти го кажа. Значи доколку еве се случува сообраќајка, што доколку во кола имало дрога да речеме. Го зема комшијата од дома, му дава 20 години затвор, ние други да докажеме, тешко нас ќе биде. Националното биро за осигурување ја плаќа оштетата на повредениот од другото возило во незгодата и сега го тужи Киро Танев бидејќи неговото возило се води нерегистрирано и учесник во таа незгода. Соседот на Јосифовски Киро Танев ја носи потврдата за одземеното возило кај адвокатот кој го застапува Националното биро, но според Јосифовски тој не ја прикажал таа потврда пред судот. Додека се носела пресудата, Танев бил на болница во Скопје, немало кој да ја обжали истата и сега тој треба да плати заедно со оштета и камати над 530.000 денари. Ова позади мене е плацот каде што во 2015 година е донесено одземеното возило на Јосифовски полно со украдени дрва. Од Национални шуми денеска истакнаа дека тие немале законска обврска ниту да ги превземаат овие возила, ниту имале законска обврска да ги чуваат овие возила. Едноставно, како што кажа, излегувале во пресрет на полицијата да се постават тука овие возила затоа што полицијата немала соодветни плацеви за тоа. Инаку овие возила се во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот. Јосифовски, односно Танев, поднесуваат пријава за тоа што адвокатот на Националното биро не ја доставил потврдата за одземено возило на судењето. Исто така и за стражарот и шумскиот полицаец кој ја примиле тој ден колата. Но и двете пријави обвинителството во Прилеп ги отфрла. Кое нешто е апсурдно од причини што е невозможно основното јавно обвинителство Прилеп да не може да утврди како предметното возило кое во 2015 година било одземено од сопственикот, односно третото лице, сега се нашло на Плетвар во сообраќајна незгода. Од обвинителството во Прилеп велат дека е постапувано по случаите и пријавите. Истите биле завршени и до странките биле доставени решенија за одлуките. Сега, веќе 18 месеци, на Танев му запираат пари извршители на пензијата, а Јосифовски му дава пари на рака. Значи не може документ имам јас и да плаќам нешто при документ. Значи јавниот обвинител да ослободува адвокат што го крија доказно. Значи прикривање на докази, тешко кривично дело казниво со закон. Што има все продадо. Значи не можам да плаќам едноставно од 20.000 денари на плата 5 мина сум дома. Јосифовски вели дека кој после овој негов апел надлежните не го разгледаат повторно целиот случај, правдата ќе ја бари во Страсбур.